2000 медицински сестри за краток период ја напуштиле државата. За сите пациенти на ниво на земјава, барем според оние статистики што ги имаме, се грижат 9200 медицински сестри, недостасуваат уште илјадници. Битка за живот за пациентите, битка за достоинствени услови за работа, битка за трајни вработувања. Сето ова е дел од секојдневието на профилот македонска медицинска сестра. Денеска, 12 мај, е меѓународен светски ден на медицинските сестри. Зад нас оставаме недела на сестринството, како што велат тие. И на оваа тема за проблемите преку диоптријата на медицинските сестри вечерва разговарам со четворица мои соговорници и одам со најава од мојата десна страна Гордана Бишлиовска, председателка на Унија на Сдружение на медицински сестри. Така. Унијата на медицински сестри предводена од Сдруженијето за нас. Тоа е членството кое што веќе 8 година наназад ја има визијата и стратегијата за имиџот, делото и ликот на европската медицинска сестра да се преслика во ликот, имиџот и делото на медицинската сестра во Македонија. Ајде ќе видиме за овие 8 години колку што е таа активност, што е сработено, што останува да се сработи. Благодарам за прифатената покана, некако го темпиравме денот и таман се погоди понеделник, еве кога е мој ден за дебатните 24 анализи. Од мојата десна страна од Прилеп ни доаѓа Христина Гулеска, медицинска сестра, примарно здравство. Добро вечер и ви благодарам што дојдовте од Прилеп. Добро вечер. Ви благодарам и вас на поканата. Да искористам оваа прилика да го честитам меѓународниот ден на медицинските сестри и со надеж и желба дека наредната година 2026 година ќе го добијаме законот и овој ден ќе го прославиме со законот на медицински сестри и униформата на нашата председателка ќе ја урамиме и ќе ја донесеме во вашето студио како символ на нашата борба за единство и за добивање на закон, комора и лиценци на медицинските сестри. Колку многу работи набројавте: закон, комора, лиценци, ќе разговараме за сето ова. Сакам само да најавам дека ќе ги вклучиме Андријана Филиповска, главна сестра на клиника за онкологија, и Джеват Салија, медицински техничар од болницата во Гостивар. Тој во овој момент е на работното место, не можеше да дојде во студио, но ќе го вклучиме од Гостиварската болница. За вовет ода е да ја прашам, ако треба на овој 12 мај да ја дефинираме, ве Бишлиовска, со вас како лидер на фелата, да го дефинираме статусот, позицијата, знаењето, достоинството на медицинската сестра. Како ќе го дефинираме? Така, јас денеска во име на Унијата на Сдруженијето на медицинските сестри искочив со една јавна, отворена честитка до сестринството во Македонија, каде што порачав дека она кое што го посакуваме и кое што сакаме да во моментот да биде статус на медицинските сестри во Македонија е автономна, признаена, професионална по образование, по компетенции, по се она кое што заслужува во една здрава работна околина, медицинската сестра задоволна во болниците, кој што ќе испорача се што е потребно за пациентите, за подигање на вредноста на пациентите. Меѓутоа, тоа е тоа кое што е стратегија, кое што е визија, кое што е цел. Во овој момент статусот на медицинските сестри, сем тоа што е нарушен со недоволната бројка, каде сестрите согоруваат по сите основи, заради тоа што стандардите врз основа на кои се бројат во болниците, па сакат и демографските податоци зборуваат за тоа дека сме исклучителен недостаток во овој момент во сите болници, ги носи сестрите во еден бърнаут и посебно после, за жал, едни огромни овакви несреќи како што ни се случи последната несреќа со ковидот, со големата несреќа во Кочани, а пред тоа ковидот и сите оние други кои што следеа со години наназад, кои што покажаа колку медицинските сестри се важни. Меѓутоа, не можеме повеќе само да зборуваме колку се важни. На нас не се потребни оперативни планови врз основа на кои сестрите веќе ќе почнат да се остваруваат за оноа кој што го зборуваме. Доволно веќе имаме флоскули дека сме херои. Не можеме да бидеме херои со непризнаено образование, не можеме да бидеме херои со недоволна бројка, не можеме да бидеме херои со неплатеност по одговорностите како што треба. Тоа со години наназад вака стојат работите како што стојат. За овие 8 години медицинските сестри никогаш не биле повидливи
во направени и не се зборувало толку повеќе за медицинските сестри како сега од страна на унијата и на здруженијата на медицинските сестри. Јас овој разговор го замислувам малку попрецизно, да ми остапите простор за прашања, за да можеме да доловиме и вашата позиција, но и позицијата на пациентот и неговото доживување кон вас, бидејќи времињата се променети. Малку оваа проблематика јас, како да кажам, ми е слабост, бидејќи јас сум медицинско лице на некој начин, посредно медицинско школа, стоматолошка сестра, мојата сестра воедно е медицинска сестра и оваа проблематика е составен дел, сакам да речам, од мојот живот, но професијата новинарство ми е конечен избор, се разбира. И затоа велам, сакам да навлеземе малку во тие детали, во тие бројки, во таа положба. Сакам да ја прашам, Гулеска, вие сте примарно здравство, тоа да објасниме за гледачите, практично е приватна, помалформатна здравствена ординација. Да, точно. Јас сум медицинска сестра во примарно здравство, значи тука спаѓаат и концесионерите и приватните примарни амбуланти, каде што ние работиме во тим со лекарот, медицинска сестра и лекар. Во една примарна здравствена амбуланта може да има 1, 2, 3, 4 тима во зависност од обемот од бројот на пациенти. Добро. Каква е состојбата? Имаме впечаток дека најголемите гужви и најголемите проблеми ни се случуваат на големите клиники. И дека таму е хаосот и дека таму не се знае редот, зборувам во смисла една сестра обслужува стотици пациенти, како да ја немаме представата што се случува, како да речам, на ниво на другите градови во државата. Каква е состојбата? Какви ви се деновите? Еве, еден ден може да се случи, може би 10 пациенти, но ми кажавте и бројка над 100 пациенти. Точно така, да, ние сме првата алка во здравствениот систем, каде што доаѓаат пациентите, па понатаму се упатуваат во секундарно или терцијерно здравство. Во нашите амбуланти може да се случи да имаме и 20-30 пациенти, меѓутоа во ек на вируси може да имаме и над 100 пациенти, каде што треба да бидат првино обслужени од страна на медицинската сестра, а потоа да бидат воведени во ординацијата каде што ќе му пружи лекарот помош и нега. Значи, сестрата е таа која што ги прима пациентите, која што му покажува на пациентите, му ја дава насоката што треба да направат, која што ги едуцира пациентите како треба да ја земат терапијата, дава интравенска или интрамускулна терапија по препорака на лекарот, мери крвен притисок, мери со пулс оксиметар, сатурација на пациентот и буквално ги дава насоките кои што треба понатаму да ги превземи лекарот, да ја постави соодветната диагноза и да ја даде терапијата. Исто така, после излегувањето на пациентот од ординацијата, го спроведува сестрата, ја издава терапијата и сите останати насоки кои што ги дал лекарот, го упатува пациентот на секундарно, терциерно или во сопствениот дом во зависност од тоа што е поставено како диагноза. Ова е формално опис и попис на вашите работни задачи, од кои што веројатно никој не се плаши од сопствените работни задачи. Но ајде ќе навлеземе и во квалитетот на работата и во квантитетот. Сметате дека може доктор без тим со сестра да работи? Дефинитивно не. Значи, медицинската сестра е база на здравствениот тим, бидејќи лекарот без незе е со врзани раце, народски кажано без раце. Бидејќи еден лекар без сестра не може да функционира и еден здравствен тим без медицинска сестра не може да функционира дефинитивно. Вишлиоска, ајде да видам од овие бројки што ги прочитавме, 2000 медицински сестри, реков за краток период, бидејќи не би беше веројатно да кажам од лани до сега 2000 медицински сестри заминале од државата. Не знам од каде ви е тој податок, ние немаме такви официјални бројки дека толку сестри заминале до сега, мислам за една година. Добро. Имаме податоци врз основа на кои во здруженијето побаруваат исписници за да заминат во странство, бидејќи немаме релевантна институција како што е комора и така, меѓутоа им е потребно кога земаат условно и поминуваат да работат во регионот и во Европа и тогаш побаруваат потврди од здруженијето кои што врз основа на нив после ковидот некаде околу 174 потврди се издадени од здруженијето за сестри кои што побарале да заминат во странство. Не се во овој момент, значи здруженијето располага со податоци во кои што
најзагрижувачки е моментот дека медицинските сестри заминуваат од професијата. Тоа е нешто кое што е толку многу загрижувачко, бидејќи заминуваат сестри кои што се веќе искусни и не сакаат повеќе да работат како медицински сестри. Заминување зборот може да значи миграција во странство, си оди миграција во приватен сектор или ја напуштаат професијата. Ние немаме релевантни податоци од Заводот за статистика од 2018 година навака во кој што можете да искочите со децидни податоци и да знаете колку заминали колку. Во Агенцијата за вработување во овој момент се водат 600 до 700 медицински сестри од прилика како невработени. Меѓутоа тука се медицинските сестри кои што се статус договор на дело во болниците, бидејќи тие немаат здравствено осигурување и работно осигурување и стојат како невработени во Агенцијата за вработување. Тоа не е точна бројка, тоа не е релевантна бројка. Не отсликува состојбата на дефицитот или невработеност. Меѓутоа во болниците сега во овој момент и бројката на сестри со статус договор на дело е намалена затоа што голем број од нив беа испратени да си одат дома. Голем број од нив со таа популистичка мерка минатата година пред изборите беа вратени да си одат дома и после 5-6 години статус договор на дело во болниците, бидејќи се покажа дека во систематизациите воопшто не биле планирани и од тука не може воопшто да бидат побарани во конкурсите. Тоа е тоа кој што толку многу ја девалвира по професијата и на некој начин предизвикува и едно човечко недостоинство, да вие работите 7 години во статус договор на дело, а при тоа воопшто не сте планирани во систематизациите и на крај кога ќе бидат ветени конкурсите, да знаете таа вистина, значи зборува за тоа дека медицинските сестри па до сега ми се чини дека никогаш не биле на агендите онака сериозно поставени, како колку што зборуваме за нив, како што зборуваме колку многу се важни. Јас сакав околу статусот за вработување посебен простор да одвоиме. Посебно прашање да поставам околу статусот на вработеност, невработеност, договорци на дело. Моето прашање беше околу екзодусов, што постојано и докторите и министрите во здравство повторно ќе имаме промени таму, велат дефицит на медицински кадар. Ја пробувам да најдам зошто тоа се случува? Имаме регрутација од образование медицинско, недоволен број на медицински сестри, дозволете, нивно трајно напуштање на професијата и заминување во сосема други професии, заминување во Германија, Словенија, па сега и Србија, или миграција во приватен сектор. Јас се прашувам за јавното здравство. По сите основи. Кои се факторите? По сите основи. Па тоа е, значи, пред се прво неконтинуираните конкурси, статусите долготрајни на договор на дело, ве носат во ситуација како едуцирана сестра која што ќе работи 2 до 3 години во болницата не се решава статусот. Нормално е дека кога ќе биде понудено работно место во приватна здравствена институција или можност да замине во регион на подобро, тие се заминуваат. Тоа е апсолутно една од најголемите причини. Второ, непризнавањето на образованието. Значи, работните задачи на сестрите во болниците не ги следат образовните квалификации. Ние имаме во моментов сега болници во Македонија каде што медицинските сестри со високо образование дури не смеат ни да дежурат во болниците заради тоа што ќе земеле на условно многу високи финансиски надоместоци за дежурства. Тоа се политики, правилници на одредени болници кои што не се генерализирани решенија и одлуки. Тоа се правилници индивидуални на одредени болници. Тоа е еден парадокс кој што нема да го сретнете никаде во светот и нормално е да не замени. Потоа имате сестрите со специјалистичките студии кои што во болниците сега во моментот се предвидени во колективните договори, меѓутоа не се преточени во систематизациите и не може да си ги добијат поставувањата во болниците и да бидат сестри специјалисти во сопствените области. На крај ги имате сестрите кои што како статус договор на дело обстојуваат и работат со сите други медицински сестри, меѓутоа немаат ниту еден ден признаен работен стаж и немаат здравствено осигурување. И тоа се доволно причини кои што ви даваат една многу полесно ве носат во ситуација да одлучите да си замените. Сега Унијата и Сдруженијето на медицинските сестри сите овие години наназад го алармира ова и најсрдечно порачуваме до сите менаџери. Ние мора да водиме сметка за задоволството на пациентите. Медицинските сестри како суштински дел во здравствениот систем, ако не се во доволен број во болниците, ефикасноста на работата во болниците е опадната. Што значи тоа? Не само ефикасноста, има делови кај што е невозможна работата, ќе биде невозможна. Тоа значи продолжување на деновите на лекување на пациентите. Тоа значи дополнителни компликации па продолжување на, тоа значи покачени трошоци, тоа значи во болниците недоволен број на медицински сестри, значи бърнаут и синдром на согорување на сестрите. Па ние имаме сега во овој момент само да видите, да ги извадите податоците во фондот за здравство колку медицински сестри се во моментот само на боледување после овие за жал и многу
Многу, значи многу од сестрите имаме, мислам го поздравувам начинот на кој што сега со тимовите за психолошка подршка се организирани во болниците за сестрите, бидејќи во такви катастрофи вие можете да видите колку сакате професионални, меѓутоа многу е тешко да се надминете човечки сето тоа да. Јас вака во интерес на таа вистина, бидејќи сакам целокупната слика, но и коментарите на самите граѓани, тие се веќе ставени на социјалните мрежи кога ја најавов емисијата. И не се сите позитивни коментари, сакам малку и тој дел да го прокоментираме. Неве во овој дел од емисијата би сакала, ако може режијата, да вклучиме Андријана Филиповска, главна сестра на онкологија. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, да. И вам ви благодарам што ја прифативте поканата да сте дел од оваа емисија и ви го честитам денот на медицинските сестри, на сестрите воопшто. Ви благодарам, поради оправдани причини не можев да присуствувам во вашето студио, па еве нели ќе искомуницираме вака преку телефонска линија. Сакам и јас да го честитам меѓународниот ден на сите мои колешки, нели медицинските сестри, и тука сум за да одговорам на сите ваши прашања. Филиповска, онкологија, разговаравме денеска во текот на денот малку на телефон, навистина е истурена како клиника во однос на удар на јавноста и оправдано е тоа ако гледаме низ призмата нели на пациентите и на целиот здравствен систем. И ете, знаеме дека таму некако се претвори во вечна битка, битката за вработувања, за квалитетни вработувања, битка за лекови секојдневна на пациентите, вашата битка на персоналот со пациентите. Тоа некоја навистина таму како фронт војна се води во одредени денови. Но јас ве прашувам, еве во моментов на клиниката, каква е состојбата со пациентите? Како новинари, па и здравствените власти оперираат дека растечки е бројот на болните, на пациентите на онкологија што секојдневно се пријавуваат. Дали навистина можеме веќе да говориме дека состојбата е алармантна, бидејќи пациентите се тие што вие треба да им ја дадете услугата, па во тој контекст прашувам. Да, навистина е така, се повеќе и повеќе пациенти имаме, нели, поголем број на нови пациенти. Денеска баш стапив, нели, во контакт со колегите што ја работат статистиката. Од почетокот на јануари 2025 до денеска имаме 1970 нови пациенти, што тоа е застрашувачка бројка. Секоја година имаме се повеќе и повеќе нови пациенти. Со оглед на тоа, секојдневно кај нас во дневна болница, која што е заедно во склоп на таблетарниот дел, каде што се издаваат и таблетарните терапии, секојдневно поменуваат од 250 до 300 пациенти. Тоа е премногу голема бројка, што ние имаме премногу малку персонал што можеме да се справиме со тој број на пациенти. Со што и околу просечно 200 пациенти дневно поминуваат за зрачна терапија, од кои што 80% од нив се амбулантски, меѓутоа 20% од нив се лежечки пациенти. Па така да речеме, од прилика од 800 до 1000 пациенти дневно поминуваат во нашата болница, дали за хемотерапија, за зрачење, за контрола на лабораторија или крвна слика, за подигање на таблетки, меѓутоа бројката е премногу голема. И колкав број на персонал, кога велам персонал, сега мислам конкретно на медицински сестри, го обслужуваат и сервисираат оваа фреквенција на пациенти? Така, јас располагам, работам со 53 медицински сестри кои што 6 месеци на породилно отсуство. Имаме 15 одели на клиникава, значи 15 оделенски сестри, со што 12 сестри континуирано ми се менуваат, нели, ноќна смена, ние работиме по 18 и 24 часа. Во дневна болница има денови каде што почнуваме и со 4 сестри. Дневната болница работи од 7:30 наутро до 19 часот навечер, каде што во 11 часот имаме почнува втора смена и тогаш доаѓаат уште 4 сестри, значи вкупно околу 8 сестри работиме во дневна болница, што и сестра Гордана нели претходно рече дека има многу сестри што се и на
боледувања, така да бројката не е променлива, па може да се случи 4 до 5 медицински сестри да работат во дневна болница и да ги обслужуваат сите тие 250 до 300 пациенти. 250 до 300 пациенти со овој формат на медицински сестри. На крајот од ова вклучување, Филиповска, ве прашувам, што се случи со најавените, па и ветени, слободно е веќе кажам, нови вработувања на медицински кадар на клиниката каде што работите? Па еве, јас скоро 1 година како сум главна сестра на клиниката, 1 година немаме никаков одговор од тие ветувања, нели, што ни беа ветени дека ќе добиеме медицински персонал и останат персонал, нели, на клиниката. Јас имам 3 сестри кои што ми се волонтери, меѓутоа немаме за жал никаков одговор и околу 10 сестри си заминаа во странство последните 2 години, заминуваат постојано, нели, медицински сестри во пензија, на нивно место немаме нови вработувања и затоа кобуриме со персонал постојано. Како што ви напоменав, имаме 15 одели, тоа значи имаме 100 лежечки кревети или хоспитален дел од 100 лежечки легла, каде што тие сестри кои што ми дежураат 18 или 24 часа обслужуваат само 3 сестри цела смена. Ете така, и товарот на пациентите, односно товарот, притисокот од пациентите, сакале или не сакале, вие мора да го понесете и поднесете секојдневно. Филиповска, ни дадовте, се договаравме за прецизност во податоците, се со цел да добиеме вака пореална слика и гледачите и ние овде во студиото за вистинската состојба што се случува, еве конкретно на оваа клиника. Ние секојдневно имаме, нели, притисоки од пациентите и тие не се виновни, доаѓаат, ние сме единствениот центар кој што во државава располагаме, нели, со ваква терапија, имаме притисок од нив и тие, нели, постојано обвинуваат за долги чекања на терапија, меѓутоа на вистина даваме од се од себе за да ги обслужиме и да можеме навремено, нели, да бидат обслужени и примени во нашата дневна болница, како и на оделенијата. Андријана Филиповска, главна сестра на онкологија, ви благодарам за овие 10 минути вклучување во емисијата и за вашиот ТВ придонес, за да добиеме целосната слика за состојбата, причините и последиците за статусот на медицинските сестри. Благодарам. Ние продолжуваме еве со емисијава, па ќе повторам, инсистирав на бројки за да добиеме сликата, дефицит на кадари таму е. Малку одбравме оваа клиника поради незината изложеност, но веќе дефицитот на кадар се чувствува секаде. Ја во овој дел сакам Гулевска да ве прашам, во канцеларија разговаравме и ми рековте неколку ординации, ја нема да ја кажам бројката, ви оставам на вас, клуч на врата. Точно така, конкретно за Прилеп, значи во претходниве неколку месеци 7 матични лекари заминаа во пензија, со тоа што 7 амбуланти се затворени. Затворени значи дефинитивно клучна рака, медицинските сестри остануваат на улица. Дефицитарни се во нашата држава точно, меѓутоа конкретно за Прилеп медицински сестри има, а вработување нема. Ја навистина не можам овој абсурд да го сфатам. Еве сега велиме дефицит, нема по клиники сегде. И еве Христина вели имаме на пазарот медицински сестри, нема работа за нив. Еве како тоа да го објасниме? Како тоа да го објасниме? Првично, медицинските нема реални огласи за вработување, од тука да почнеме. Значи, реални огласи за вработување нема, бидејќи огласите се фиктивни, значи се даваат кога веќе ме сестрата вработена. Немаме, ние во примарна здравствена заштита, значи немаме колективни договори, како што имаат медицинските сестри во јавната здравствена заштита, со тоа што не сме никако заштитени. Имаме приватни договори од страна на работодавецот. Како секоја приватна фирма, значи не сте некој исклучок како здравствени работници. Точно така, буквално како секоја приватна фирма, медицинските сестри со честни исклучоци работат за минималец, конкретно да кажам од 25 до 27.000 денари плата, каде што немаат вишок на работни часови доколку останата. Сите знаеме дека во ек на вируси, во ек на пандемии, нашите 8 работни часови не се. Ние работиме многу повеќе, и 9 и 10, тие работни часови не се платени.
Исто така немаме додаток на плата за стаж како сестрите во јавните здравствени установи. Многу тешко, невозможно е да се искористи боледување, бидејќи матичен лекар без сестра, како што кажавме, не може да работи. Исто така, кога се работи за едукација, сестрите во примарна здравствена заштита се на нула. Зошто? Бидејќи не се мотивирани да одат на едукација заради тоа што нивните работодавци не им дозволуваат. Немаат едукации како што имаат сестрите во јавна здравствена заштита, кои што треба да бидат од страна на Министерство за здравство и на Фонд за здравство. Исто така, медицинските сестри не смеат да ги напуштат своите работни места за време во своите работни места додека се на работа, бидејќи матичниот лекар не може да работи сам. Тие можат да останат на работните места сами додека матичниот лекар е на едукација, која што е нормално задолжителна за нивната, но не и обратно. Точно така. И сега Бишлиуска, ова го слушаме ние од Гулевска и ова е некоја паралелна реалност, сега конкретно зборуваме за примарно здравство, нели? Сосема различна позиција со јавно здравство. Ајде сега да видиме и кои се и, како да кажам, бенефитите на позицијата медицинска сестра во јавно здравство. Може ли отворено малку да преговориме и во тој дел на темата? Медицинските сестри во јавниот здравствен систем... Бидејќи сепак вие двете сте колешки, така имате многу колеги од приватното здравство. Имаат во моментот проблеми со авторитетите во болниците, бидејќи професионализмот, вештините и знаењето на медицинските сестри не смеат и не може да бидат маргинализирани врз основа на политички риторики и национални пребројувања. Сите сестри кои што се во болниците со вештини и со знаење, имаат средна стручна спрема, треба да се најде начин нивните квалификации, нивните менторство да бидат признаени како такви. Сите сестри кои што конкурираат за работа во болниците треба да знаат за што конкурираат. Сите сестри треба да имаат сопствени описи и пописи на работните задачи во болниците, бидејќи времето на сестра во општа грижа и нега помина и заврши. Медицинските сестри се специјалисти во сопствените области, имаат свои специјализации и треба, значи, како докторите што ги имаат своите специјални односи, во тимовите заедно со нив да одговараат на квалификации и работни задачи врз основа на образованието кое што го стекнуваат. Тоа кое што во моментот сега се случува во болниците е немање на авторитет на медицинските сестри во болниците за да испорачуваат во една автономност. Ако многу пати сум кажала и повторно ќе кажам, ако ние сите дома можеме да се одлучиме секогаш да се напиеме една таблета аналгин кога и да сакаме, сестрите во било која здравствена институција без одобрување на докторот не смеат да одлучат да му дадат на пациентот аналгин по никаква основа. Така се има протоколи за работа. Немаат никаква автономност и не носат никакви одлуки врз основа на одговорностите кои што ги имаат. Кога зборуваме за одговорностите, тие се многу важни заради тоа што плаќањето е врз основа на одговорностите на медицинските сестри. Ние сега во болниците имаме една дискрепанца во која што работните задачи не им се поделени, не се знае сестрите кои што имаат вештини и знаење до каде испорачуваат и со средно стручно образование, па сестрите со високо, па со стручните студии и сите работат исто, а на крајот на месецот земаат исти лични доходи, кој што е еден многу голем парадокс и проблем кој што во моментот го чини и тоа незадоволство на непризнаените високи образованија, за кој што ние стално кажуваме дека да го признаете високото образование на сестрите значи не само финансиска надокнада, туку треба сестрите да одговараат, имаат одговорност на работните задачи врз основа на одговорностите кои што ги понесуваат во болниците како такви. Виште, јас малку сега ве прекинувам, но сакам и ве, бидејќи ова ви се колеги, веројатно може да ми речете тоа има синдикати и така натаму, но што е со вашите колеги од примарното здравство за овие битки што ги говориме, значи, немаат право на боледувањето, војна се води и така натаму. Единственото подигање на гласот за нив е од унијата и од здруженијето. Ние дури дојдовме до еден конфликт со претседателката на приватните лекари која што на неколку пати реагираше дека овие сестри као немале синдикати, не биле дел од нашите здруженија. Не е точно. Сите овие од концесионерските амбуланти медицински сестри од превентивата, сите се дел од нашата унија, од нашето здружение и ние водиме битка за нив по сите основи. Ние сме тие, бидејќи Христина Гулевска е дел од унијата и од здружението и она овие визии и стратегии ги пренесе како визии и стратегии на здружението и на унијата. Ние гласно говориме со години наназад дека медицинските сестри треба да имат еден договор врз основа на кој
засновуваат работен однос кај работодавците. Не може врз основа на правилници, сите од нив ги немаат тие договори врз основа на кој. Сето ова за кое што го зборуваме и го апелиравме до Фондот за здравство е дека Фондот за здравство треба да ги заштити со субвенција на најниска плата. Ние имаме во моментот различни примања и плати. Ако имаме исклучок на некои работодавци во примарното здравство кои што им ја исплаќаат платата целосно на сметка, голем број од нив не ги добиваат средствата финансиски како што треба, туку ги добиваат во висина на просекот кој што мора да им биде исплатен, а дополнителни одел им се исплаќа онака. Значи тоа е нешто за кое што мора гласно да зборуваме. Ние овие медицински сестри се многу важни, тие се тие што се во промоцијата и промоторството на здравјето. Тие се тие што превенираат за да не лекуваме. И ние не може да имаме, без разлика што се рурални средини, да имаме 8 ординации во кои што работиме без медицински сестри, бидејќи ги немало на огласи. Па ги нема затоа што условите кои што се распишуваат за конкурсите воопшто се, да не речам, недостоинствени за да можете да заснувате. И сега јас прашувам вака, капитациониот бод кој што оди на конто на целиот тим во една приватна во едно ПЗО. Во тимот е и медицинската сестра. Капитациониот бод ја содржи работата и на медицинската сестра. Што се зголеми сега, што го најавуваат. И тој капитационен бод сега очекуваме и ние гласно зборуваме за тоа да видиме, еве се најавува дека медицинските сестри во приватните ординации треба да добијат и покачување на личните доходи. Што се качуваат капитационите бодови, значи следствено треба и нивните лични доходи да бидат покачени. Меѓутоа, тоа треба. Ние имаме ситуација во која што они се кај работодавците по основа на правилници врз основа на кои што се вработени и го бараме тој унифициран договор. И ние апелиравме до Фондот за здравство и добивме одговор дека сериозни контроли ќе има на сите овие ординации во кои што, мислам, тоа е одговор на нашите реакции, каде што во овој момент се работи без медицински сестри. Многу се важни овие медицински сестри, бидејќи голем број од нив со времен закон беа префрлени во овие приватни ординации, па после 5 години завршување тој времен закон се најдоа на улица. А ние алармиравме да се вратат во Законот за здравствена заштита, каде што со посебен член се уредени и сега од овие 7 сестри кои што останаа во прилеп без работа, една бројка од нив се вратени назад во јавниот здравствен систем, бидејќи се тоа искусни сестри и сестри кои што треба да се искористат во тој момент. Морав дека мала пауза да направиме за реклами, почитувани гледачи, никоја минута и продолжуваме со вториот дел и најавувам вклучување од Гостиварската болница. Останете со нас. Да, почитувани, продолжуваме со вториот дел од емисијата Меѓународен светски ден на медицинските сестри. Вториот дел го стартувам со вклучување на Джеват Салија, медицински техничар, Гостиварска болница. Велам добро вечер ако се слушаме. Добро вечер. Дали сте на работното место? Да, јас сум во работно место, дежурен, во услуга на сите граѓани на Гостивар. Ве вклучуваме од Гостиварската клиничка болница? Да. Општа болница, да. Општа болница доктор Ферит Мурат Гостивар. Вие сте активист и во синдикалниот дел и во битката за права, за позиција на медицинските работници, односно медицинските сестри и медицинските техничари. Еве да прашам, разговаравме со Христина во Прилеп, состојбата генерално како е на ниво на Скопје, каква е состојбата ете во западниот дел на државата, кога говориме за дефицит на здравствен кадар во делот на медицински сестри, односно техничари? Значи, пред се ви благодарам што ми дозволивте да бидам учесник во вашата емисија. Поздрав до сите гости тука во студиото. Специјален поздрав до сестра Гордана, која што се бори заедно со нас и најверојатно ќе постигнеме тоа што со години го бараме. И втора работа, сакам на сите медицински сестри да им го честитам 12 мај, се најубаво и со желба и со тоа да постигнеме да медицинските сестри веќе бидаат во ниво како што треба. Значи, реалната ситуација во нашата република е многу специфична во аспект на медицинските сестри. Значи, пред се ние не сме препознаени. Втора работа, не сме почитувани. Трета работа, раководството, мислам дека не го става во прв ред медицинскиот среден персонал. Но ние, за жал, сме
најголемиот фактор во учество на услуга кај пациентите, затоа што ние сме приемот и ние сме 24/7 до пациентот. Така да мислам дека треба малку да се внимава во овој правец, затоа што веќе не случајно го спомнав, го поздравив сестрата Гордана, која што со години уназад заедно се бориме. Всушност ја создадовме оваа унија на медицински сестри, јас сум дел од таа унија, која што бараме ние како средномедицински персонал, виша и висока школа да бидеме препознаени, всушност да имаме наш закон, да имаме наша комора која што ќе не препознае како што треба во нашава држава. Да. Што се однесува до одливот, всушност проблемот е во тоа што го спомнав уште од почеток, ние не сме ценети како што треба, не сме платени како што треба. Значи, кога ќе правиме секогаш политиката го прави своето, всушност бараме да одиме во Европска унија, али во Европска унија со вакви услови, со вакви плати, бога ми тешко, затоа што кога ќе одиш таму, еден час ти е 17 евра, почнува со 17 евра, а ја дневницата вече овие 7 евра. Каде е разликата? Затоа луѓето за жал, мислат дека таму ќе се снаоѓат, всушност ќе се ценат повише од тука и затоа е бегањето на младите. Значи, тука има многу фактори кои што делуваат во овој правец, особено политиката, која што, за жал, не ја води државата како што треба и младите, всушност, најповише бегаат од системот, а не дека тука не може да се средат работите, и мислам дека треба да се отворат очите малку и да се внимава на средномедицинскиот персонал да се делува како што треба. Јас, пошто спомнавте дека сум учесник во синдикалните движења, всушност кај нас во Гостивар ние сме биле оштетени ненормално, можам да речам вака, затоа што сите додатоци кои што нас ни следуваа како средномедицински персонал години уназад ни беа скратени. И бевме приморени да всушност се организираме во синдикална организација која што успеавме, значи јас сум председател на независен синдикат на Општа болница Гостивар и успеавме фактички благодарение на ова постава во моментот што е во Општа болница Гостивар да ги донесеме, всушност да им се даваат сите додатоци на средномедицинскиот персонал. Да. Можам Салија, да вака, ве молам. Сакам да продолжам и во студискиот дел, но пред еве со вас да поентираме малку. Ги познавате работите, спомнавте вие колку политиката може да има разорна моќ, политизацијата, не политиката, политизацијата во секој сегмент на општеството. Знаеме дека секаде како се објавуваат огласи, како се туркаат тие вработувања. Прашувам колку политизацијата нанесе штета воопшто во здравството и ја урна на некој начин довербата на пациентот во здравствениот систем. А здравствениот систем е лекарот, но и медицинскиот техничар и медицинската сестра. Апсолутно. Ова ве прашувам бидејќи во најава еден од коментарите на Facebook кај мене на социјалните мрежи беше: а каков квалитет можеме да се надеваме од медицинските сестри и колку можеме да веруваме во нивната стручност? Значи, политиката го направил работата во таква состојба што стварно треба да се делува и во делот на образованието. Пациентите некогаш се во право каде што мислат кај кого да се обратат. Значи, би било добро
и образованието, всушност професионалното образование, медицинска сестра, медицинско училиште, да биде малку по професионално, постегнато, за да оттаму излегуваат добри кадри. Значи, јас лично персонално сум веќе 30 години работник во ова општа болница и фактички тогашната ситуација, ние како среднисти и сегашната има голема разлика. Така е. Така е, да. Политиката го направи раздорот. Значи, всушност не се цена тие кои што се професионалци, кои што се успешни, кои што имаат добри оценки, но за жал сите вработувања се прават во партиски аспект и тука не се гледа квалитетот. Да. И јас лично персонално мислам дека ова треба еднаш за секогаш да се тргне. Во професионалните установи треба да се тргне политиката. Жалостно, затоа што сите сме на некој начин пациенти. И ние како медицински персонал, ние сме луѓе. Значи и ние може да бидеме утре пациенти. И спрема тоа, мора да мислиме дека во таа болничка, инвалидска, може да се наоѓеме и ние, може да се наоѓе наш близок. Мора да бидеме ние професионалци и да бараме професионалност. Било од медицински техничари, сестри, било доктори и така натаму. Джева Цалија, последниве ваши реченици, поенти, мислам дека имаат голема суштина и порака во себе. Јас навистина ќе ви се заблагодарам за ова вклучување, се надевам дека ќе имаме можност да се видиме и во поинаков формат, студиски овде. Ви благодарам што одвоивте време, имајте успешно дежурство, како и да се вели. Ми беше многу мило што учествував во ваша мисија. Се гледаме повторно, ви благодарам за вклучувањето. Навистина, Салија кажа една работа, медицинското школо никогаш и денеска, и јас никогаш не би поверувала. Тоа беше едно школо престиж, каде што едноставно функционираше се од отварање до затварање на вратите од 7:30 наутро додека да завршат часовите. И навистина беше некое посебно училиште, зборувам по строгоста, по режимот внатре и начинот на работа. И веројатно тоа има влијание во продуцирање на квалитетен и неквалитетен кадар, веројатно велам. Па сега, видете, мислам, Министерството за образование во овој момент е соочено со предизвикот со законот за образовните програми во сите стручни училишта, каде што меѓу другото е и на прво место средното медицинско училиште, кое што врз основа на НРК, националната рамка на квалификации, треба значи да ја следи европската директива, каде што измените и промените и називот на тие сестри кои што ќе се произведуваат од средното образование треба да се знае за што се конкурентни во болниците и што се очекува од нив. Унијата на Сдруженијата учествува во таа НРК рамка сега во овој момент и тоа е многу сериозен исчекор и напор на тој национален одбор кој што во склопот на Министерството за образование работи. Минатата недела бевме повикани и работевме на овој дел и ќе испорачаме по однос на квалификациите кои што се нешто кој што е утврдено со европската директива. Но сепак за сите овие нешта се потребни сондажите од терен. Ние мораме да се секогаш да се соочуваме со експертизите кои што ги имаме, да речеме, од нашите медиатори. Денеска УНИЦЕФ излезе со една прекрасна анализа на сестрите од патронажната служба, каде што се работат експертизи во кои што зборуваат за старосните граници, за надминување на возрастните години на патронажните сестри кои што во овој момент не се многу дефицитни и кои што се по основ на демографските податоци на одредени области многу малку. И ние мора во тие национални стратешки програми овие сестри во овие области да ги надополнуваме континуирано. Мора експертизите на медиаторите како што се Светската здравствена организација УНИЦЕФ да ги користиме во оперативни планови и да правиме на истите апсолутно евалуации за да знаеме што и како е. Само така ќе се постигнат системски промени и измени. Сега, овие битки се институционални и мора за промени во закон, за издействување на колективни договори, сето тоа бара некоја институционална битка, институционален пат. Но како што вели Салија, сите сме ние пациенти или некој наш близок е пациент и како пациенти кога одиме на лекар, првиот контакт ние со медицинската сестра, дали знае да не боцне, дали ќе ни промаши вена. Па и вистината со болеста ја дознавате прв пат од сестрите. Токму така ми кажавте ви еден пример, еве ќе имаме прилика да го кажеме. Моето прашање е дали сепак
се урива и довербата на релација пациент-сестра, не од друго, бидејќи пациентите секогаш барат некоја поискусна, повозрасна сестра, бидејќи понекогаш пациентот се чувствува како експеримент, се соочува, значи таа недоверба можеме да ја препознаеме веќе во системот. Секој пациент сака да го негува и да биде околу него сестра која што е професионална, образована, високостручна и професионална. Кој е тој пациент кој што не сака високостручни професионални медицински сестри? Незадоволството кај персоналот и кај медицинските сестри не може да проектира задоволни пациенти, а суштината на нашето постоење се тие. Ние се за ова што збориме и се ова што го прави унијата го правим со цел да подигање на вредноста на пациентите. Затоа зборуваме за надополнување на бројките, затоа зборуваме за континуираните конкурси, затоа зборуваме за вертикалниот кариерен развој на медицинските сестри, затоа зборуваме за потребната комора и зборуваме за овие грешки кои што вие ги спомнавте пред малку, мора да имате име и презиме. Ние законот не го бараме само за сето она што е наша квалификација, наша право и наша одговорност, го бараме и за одговорните и прекршочните одредби, каде што секоја една одговорност која што ја носите на работното место треба да има име и презиме. На крај од сите институции кои што се занимаваат со нештата. Меѓутоа, знаете како, медицинските сестри во овој момент во нашите институции и во цела држава најмногу прво страдаат од самите себе. Значи самопотчитта им недостасува на медицинските сестри. Како мислите сами од себе? Затоа што кога вие немате закон и кога немате уреденост на професијата, кога немате опис и попис на работни места, вие немате нешто врз основа на што паралелно се повикувате во болницата и сите на свој некој индивидуален начин си го барате правото. Ако сте завршиле во меѓувреме високо образование, ќе си ги најдете сите чичковци, стриковци и партиски не знам какви линии во болниците за да си го остварите признавањето на високото образование. Затоа што ако оставите позади себе еден голем број на медицински сестри кои што се со високо образование не се признаени, на пример. И од таков аспект, значи самопочитта треба да оди во смер на едно единство на медицинските сестри. Ние мораме сите заедно да ги бараме нештата. Кога зборуваме за покачување на платите и коефициентите на сестрите со средна стручна спрема, треба сите заедно гласно да говориме. Кога зборуваме за високото образование и признавањето, треба сите заедно, а не на индивидуални начини да ги решаваме нештата. Како што ние знаеме. Само да ви кажам, тоа е едната причина. Дозволете да ви кажам. Значи тоа е едната причина. Другата причина поради која страдаме е тоа што ќе се повикам и ќе го цитирам премиерот од денот на 9 мај од прославата на овакво припадниците на полицијата, каде што рече дека ниту една привилегирана индивидуа не е таа која што ги носи државните закони и која што може да урнисува добра, општествени добра. Ние страдаме од привилегирани индивидуи кои што не ги познаваат областите на медицинските сестри и се од сосема други области, ангажирани во Министерството за здравство и се бават со проблемите на медицинските сестри и затоа се сестрите овде кај што се. Тоа е висок менеджмент, таму не се работи, видете, тоа е сериозен проблем. Бидејќи ние, дозволете, бидејќи ние таму имаме медицински сестри кои што се повикуваат на лични релации индивидуални и постојат како демек нешто прават и работат за медицинските сестри. Меѓутоа ништо не се слушува и ништо не се помрднува за истото. Не е тоа генерализираме, не е добро тоа за вашата фила. Не сме медицинските сестри да страдаат од вакви привилегирани авторитети. Но браната сте самите вие, убаво кажавте, вие треба да ги кажете овие работи. Имате име и презиме. Унијата и Сдруженијето на медицинските сестри, акушерки и стоматолошки сестри најсрдечно порачува сестрите без лиценца ќе се одлеваат максимално. Не може сите за нетички професии да имаат собствени лиценци, ние да сме без лиценца. Не може лекарската комора да слави 20 години од постоењето, а да имате во тимот медицински сестри кои што немаат ниту еден ден комора. А меѓу другото постојано имате некоја сестра која што е во Министерството за здравство и која што на некои своји лични и не знам какви релации си ги полага сите нешта кои што одат на штета на сестринството. Дали вие знаете дека денеска Министерот за здравство додели признанија на организиран настан кој што го организираше сестра која што е медијатор поставена во Министерството за здравство. Не сме ние толку да не сме некаде кај што треба. Светската здравствена организација постави сестра која што ја донесува од клиниката за неврологија во Министерството за здравство. Таа денеска се одважи да расторасватицата нејзина мајка и која што е во пензија 10 години да ја повика на настан во Министерството за здравство, а унијата на Сдруженијата на медицинските сестри која што цела недела го брани сестринството и денот и на денот и 8 години гласно зборува за сите системски и синдикални прашања, дискредитираше денеска над 5000 медицински сестри. Зависно како се позиционирате према власта во кој период, кој е министер, видете да ви кажам, медицинските сестри сите овие години до сега наназад
од ниту една министерска гарнитура не добија ништо. Дали нешто се измени сега во моментот за медицински сестри? Кога се тие во агендите на Министерството за здравство? Кога зборуваме само дека се потребни, дека се суштински дел, каде се оперативните планови? Каде се на дело нештата кои што треба да ги добиеме? Секоја гарнитура министерска на нас, што до сега направи за медицинските сестри? Не, добро, Бишлиовска, ние елементарни овде работи, нели говоревме довербата, пациент, сестра. Ние мора еднаш да зборуваме за вистините отворено. Нема повеќе, нема, ама не можеме, дојдени сме во ситуација кога мора да сватиме, видете, не може вечно само да зборуваме, а да немаме решенија. Мора да ги кажеме причините зошто немаме решенија. Јасно е. До кога на ваков начин, значи ќе функционираме, знаете како, во човечкиот организам има антитела и антигени, така и во природата. И така и во структурите имате антигени, неќум и не може. И ќе видиш ти кој сум јас и дали ти знаеш што се можам да ти направам. Најлесен е тој одговор, не сакам и не можам и не знам понекогаш. Медицинските сестри страдаат од вакви привилегирани позиции. За Билевска да поставам прашање. Спомнавме комора, нов закон, во воведот ги спомнавте, лиценцирање. Например, кога говориме нов закон, например, што е, вие сте дел од Унијата, што е суштината на еден нов закон или воопшто до сега не постои закон, сакаме закон за медицински сестри? Унијата и Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки, стоматолошки сестри за нас е единствена во нашата држава која го подига глас за донесување на тој закон, за донесување на комора на медицински сестри и лиценци за работа на медицинските сестри. Значи, доколку ние би го имале тој закон, би биле рамноправни како сестрите надвор од Македонија во Европската Унија, да ни бидат ценети професијата по образование, да имаме опис и попис на работното место, да знаеме од каде почнуваат нашите обврски, до каде завршуваат нашите обврски, да одговараме за нашите обврски, да ги добијаме правата, да ни биде нашата финансиска надокнада онака како што треба и едноставно да функционираме во здравствениот систем онака како што ни доликува на нашата професија и на нашиот профил медицинска сестра. Да. Малку ве следа внимателно, лиценци во професијата веројатно малку е може да не, сакам да речам друга поинта во една ваква држава каде што самите кажувате непотизам, пријатели, непријателот на мојот пријател е мој непријател и така натаму. Лиценцирањето може да зависи од субјективни фактори. Ако ние се познаеме, тоа се уредува со закон, знам дека се уредува, тоа е малку нешто кое што... Но тоа е меч со две острици во една ваква држава. Сега ова не е лиценцата има, секоја сестра ќе добие свое бројче кое што треба да го брани со едукации, со конгреси, со разноразни работилници кои што за еден одреден временски период ќе донесе одредени бодови со кои што се брани лиценцата. Лиценцата треба да биде стимул за напредување, а не како форма на санкција. Професија која мора да се едуцира континуирано и тоа ве задолжува на континуирана едукација. Доколку не се континуирано едуцирате, вие не можете да ги следите современите трендови во медицината, а тоа е нешто од дигитализацијата, населението ни старее, коморбидитетите се мултидисциплинарни пристапите, ние мора да имаме холистички пристап према пациентите во секаков поглед. Значи, кариерниот развој на сестрите и образованието е неминовна инвестиција во медицинските сестри. Само на тој начин инвестирате во здрава нација. И тоа мора да биде така и затоа мора да имаме здрави образовни процеси и програми на медицинските сестри каде што ќе се едуцираат и за самостална работа на терен. Па вие гледате дека регионот и Европа инвестира во сестри во промоцијата каде што се самостални на терен и работат во превенцијата со пациенти самостални. Значи треба да се насочуваат политиките и националните стратешки програми во таков смер за да имаме медицински сестри од таков дел. Ние имаме еден проект кој што сега нашето Министерство за здравство го работи со Словенија, каде што имаме за интенција да се внесат образовните програми и унапредувањето на образованието и кај нас во Македонија, меѓутоа ние и тука имаме проблем со нештата како што се поставени. Ние имаме сега тука така наречени здруженија кои што уопште не постојат како регулирани како во централниот регистер, а ги добивате во документите, има релевантни структури кои што се занимаваат со тоа, може да дојдат во здруженијето и ние можеме тоа да им го покажеме, меѓутоа видете
видете, нема да можеме да успееме со дека немаме тука и во тој дел значи на медицинските сестри како да ви кажам, можност да тие си ги носат и тие ги искажат потребите на медицинските сестри да учествуваат како што треба. Тоа сакам да ви кажам, тоа е многу важно. Се движиме кон крај на емисијата. Има ли податок во однос на некои европски регионални стандарди? Како е бројот на сестри на ниво на држава, каков би требало да биде соодносот жители со медицинска сестра? Тоа е на основа на демографските податоци, значи на 2 милиони жители ние би требало да бидеме некаде околу 15.000 медицински сестри. Што значи дека во овој момент недостасуваме 50%. Бидејќи последните податоци на Институтот за јавно здравје дека во Македонија има 9200 медицински сестри, зборувам без сродните струки. Значи физиотерапевти, рентген технолози и сите други сродни струки кои што се заедно во здравствениот систем со сите нас, со нив сме можеби многу поголема бројка, бидејќи ние сите заедно со нив сме во тимот. 9200 сестри е многу мала бројка, посебно во оној дел на секундарното и терциерното здравство каде што се стационарните пациенти, каде што се лежичките болни и каде што по основ на стандард на број на пациенти, по основ на стандард на креветна зафатнина, по основ на стандард на број на лекари, медицинските сестри секаде недостасуваат, а во интензивните неги треба на еден пациент да имате една медицинска сестра или најмногу на 2 пациенти една медицинска сестра. Не постои во овој момент таква критична единица како што ние ги нарекуваме интензивните неги, каде што ова бројка е во овој момент задоволена. А и овие пациенти Филиповска што говореше во секој момент стотина хоспитализации има. Знаете како овој момент вие кога го спомнавте за делот низ Македонија и за централизираните нешта во Скопје, значи оптеретувањето е на институциите во Скопје заради тоа што немаме добра и правилна прераспределба на персоналот. Ние можеби имаме некои институции каде што имате доволна бројка на пациенти на медицински сестри, меѓутоа тоа се спорадични случаеви многу малку, а можеби имате некаде каде што и можеби бројката е поголема од што треба, меѓутоа со една правилна прераспределба може да се надополнат, како што се пунктовите за имунизации и така понатака. Има начини, да. Има начини, апсолутно. Привршуваме, сакам Гулеска Ивака да прашам, пак ќе речем, дојдовте од Прилеп и ми представува задоволство и чест на вистина што дојдовте да имаме учество и удел во оваа тематика. Имаме ли причина да стравуваме и ние, идни пациенти сме, да речеме, се уште сме во тие години, не држи здравјето, дека ќе останеме без здравствен, обучен, квалификуван кадар. Тоа е многу битно, односно, она што си го велиме, како иде времето, ќе нема кој да не лечи и вие што велите, уште во чекална го погледнувам пациентот и знам дали имаме акутен или хроничен проблем. Точно така, да, треба да се плашиме за еднината, доколку не се смени нешто, доколку тоа што го бараме и за тоа што тежнеиме, не го исполниме за кратко време, ќе се соочиме со таа проблематика дефинитивно и ние ќе бидеме пациенти и ќе се соочиме со проблем да нема кој да не препознае и да нема кој да не лекува. На Google ќе пишуваме како се дава инфузија и како се зима лек или диагностика некоја, пак булгаризирам со ова се разбира, но за жал ќе дојдат такви времиња. Завршуваме Бешлиовска, со вас ве молам концизно. И известно добиваме нов министер за здравство, веќе би било. Не знам кој е поред за овој краток период, веќе не ги ни бројам. Може седма гарнитура би била ова, видете, мислам дефинитивно медицинските сестри треба да бидат ставени на агенда со собствен сектор во Министерството за здравство. Се додека него сектор да имаме за медицински сестри. Се додека него добиеме нашиот сектор каде што ние ќе ги нудиме, ние нудиме само решенија, никогаш не поставивме проблеми, ние ги знаеме сите потреби на медицинските сестри, можеме да ги централизираме сите податоци, бидејќи унијата и на Сдруженијето има над 50 институции кои што во моментот медицински сестри од над 50 здравствени институции учествуваат и се дел од унијата на Сдруженијата на медицинските сестри. Имаме 14 друштва внатре, сега вклучително со новото друштво по специјалност. Структури во здравство. Во здравство се додека медицинските сестри не се таму кај што се носат одлуките, се додека него добиеме секторот и не сме ние таму каде што треба да се одлучува за медицинските сестри и се додека за нас одлучуваат сосема некои кадри од други области кои што не ја познаваат проблематиката на медицинските сестри и ќе се соочуваме со вакви непотистички комбинации и овакви привилегирани позиции кои што му носат штета на сестринството, сестрите никогаш нема до оваа точка да се подместат. А за жал ние имаме континуитет на такви нешта кои што ни се случуваат во министерството. Се надевам дека конечно сестрите ќе бидат ставени на агендата и ќе имаат можност
да бидат почитувани на нивните едукативни настани, на нивните свечени академии и на сето она кој што ни го работат. Очекувам искрено сериозна подршка од лекарската комора, бидејќи доколку иницијативите не се од страна на лекарите, нека ги поддржат нашите иницијативи за носење на законот, за донесување на комората и за лиценцирањето на медицинските сестри, бидејќи само така можат да помогнат, барем нека не одмогнуваат. Нека не поддржат. И очекуваме дека конечно ќе го добиеме тој сектор кој што многу години наназад го бараме и треба да го добиеме по примерот на сите наши колеги во регионот и во Европа кои што не постојат никој во околината околу нас па и пошироко немаат во моментов земја во кој што медицинските сестри се вака на ваков начин без регулација не решени преку други законски решенија. Хаотичноста е да кажем и во овој дел од здравството, ова се хронични проблеми, ова не е проблем вчера, денес, ова е акумулирано цело време. Тој цех на таа хаотичност ќе го платиме сите ние, како идни пациенти, сегашните пациенти. Веројатно решенијата се неминовно законските, зборувам, и регулацијата, битката е ваша. Ке си ја туркате како фела и тоа е тоа. Ние сме во очекување на се она кое што на медицинските сестри ова им е во овој момент потребно. Значи мора да ги да ги имаме конкурсите. Го поздравивме конкурсот на вработувањето на лекарите, меѓутоа тоа кога ме прашавте за стандардите, проектира веднаш 1200 медицински сестри. 600 вработувања на лекари. Повлекуваат одма 1200. Ако сакате по налог да испорачат до пациентите, инаку оваа бројка која што постои во болниците не може на 600 лекари да одговори на утринската визита кога ќе влезат 12, ќе влезат 3 медицински сестри. Тоа е парадокс кој што не можете човечки да го постигнете. Невозможно, едноставно невозможно. И да сакате, така да. Да, мора да завршуваме навистина во интерес на времето. Гордана Бишлиовска, Христина Гулеска, на двете ви благодарам за учеството во емисијата. Во овој дел сакам да се заблагодарам и на Андријана Филиповски и на Джеват Салија кои се вклучија од Скопје и од Гостивар. Почитувани, емисијата заврши, јас ви благодарам за вниманието и за довербата со која не следевте. Пријатно од ова студио.